саботното издание на регионалните вести ќе гледате. Откако коронавирусот зеде голем замав во Гостивар, во аптеките многу се барани брзите ковид тестови, со кои граѓаните сами проверуваат дали се заразени. Проблемите на православните верници се префрлаат на ново јавно предпријатие. Минатиот месец на поширокото Тетовско подрачје биле откриени и санкционирани над 1700 различни видови сообраќајни прекршоци. Секојдневно полициските службеници во редовните контроли откриваат лица кои не ги почитуваат решенијата за изолација. Токму недисциплината кај народот доведе до четвртиот бран на пандемијата, кој е најсилен во Тетовско-гостиварскиот регион. Граѓаните и медицинските лица бараат построги рестриктивни мерки. Здравствените власти велат нема потреба. И вчера 12 лица во Полошкиот регион со решенија за изолација не биле пронајдени дома при полициската контрола. 10 од нив се од Тетовско и 2 од Гостиварско. Портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски информира дека досега се регистрирани вкупно 101 случај на непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Полициските службеници, откако ќе утврдат дека лицата не се дома, најчесто добиваат информации од соседите дека отпатувале надвор од државата, во други земји кои престојуваат или работат. Од МВР велат дека не можат да потврдат колку лица ја напуштиле државата затоа што не водат таква евиденција. МВР не води евиденција за тоа колку лица на кои им била определена мерка изолација и самоизолација ја напуштиле државата, од причина што полициските службеници единствено преку контролите во домовите на овие лица може да утврдат дали тие ја почитуваат забраната согласно евиденцијата на Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Системот на МВР е централизиран и ги содржи податоците за контрола на патници и возила и не е во корелација со ДСЗИ. Токму недисциплината на граѓаните доведе во овој регион да има голем број заразени со коронавирус. Здравствените власти засега не планираат дополнителни мерки кои ќе важат на локално ниво. Ние ги разгледувавме, ги разговаравме со колегите, со дел од експертите овие мерки и заклучокот беше дека засега не. Сепак е тоа една голема рестрикција, сепак ставаме акцент на вакцинацијата како еден процес кој што и треба да го зголеми колективниот имунитет, но и да го спречи ширењето на вирусот. Вклучувајќи ги овие градови, кај што е најголем бројот на пациенти и диагностицирани и оние кои што се хоспитализираат, а имаме предвид дека воедно таму е најмал опфатот со вакцинација. Граѓаните пак бараат построги мерки. Построги, најстроги што може да биде. Гледа што се дешава у тето хаос, Вухан станатме. Ови мерки што се сегашни, уште поштри треба. Зошто многу мина мислат дека ова е шала, играни. Многу мина не веруваат на ова. Построги обавезно, без друго. Исклучиво тоа, треба построги мерки. Треба построги мерки. Не може више вака. Верувајте, и народот се исплаши. И медицинските лица велат дека треба да се воведе карантин за да се спречи динамиката на ширење на вирусот. Апелираат и на поголема лична одговорност до граѓаните во однос на носење маски, одржување дистанца, хигиена, но и вакцинација. Во однос на новите рестриктивни мерки треба да се водиме според научните студии кои што досега се направени, потенцираше доктор Горан Кунгуловски во гостување на Сител телевизија. Според него, ирелевантно е што после прва примена доза вакцина да се оди во угостителски објект, но посочи дека главната цел на новите мерки е да се поттикне населението на масовна вакцинација. Првиот имун одговор кој се детектира, односно првите антитела, се детектира најрано после 2 недели. И ни треба втора доза за да се потенцира тој имун одговор. Една доза, не според мене, туку според литературата, според сите студии кои до сега се направени, не е доволна за да ни даде некаква сигурност. 2 дози се доволни да ни дадат сигурност од аспект, нели напоменавме,
намалување на хоспитализации и на смртни исходи. Во однос на рестриктивните мерки треба да се раководиме според студии, според литература, според тие и да имаме според податоци, според бази на податоци. А тие бази на податоци викаат дека 2 дози, односно изминат период од недела до 2 после втората доза, во зависност од вакцината. Кај некои вакцини е недела дена, кај некои вакцини е месец дена, луѓето треба да се осеќаат сигурни дека стекнале некаков имунитет. Но следниот ден после примена една доза, тоа за мене, барем од аспект на науката со која сум запознат, е ирелевантно. Но исто така, ја разбирам позадината на сето тоа, односно позадината е да се мотивираат луѓето да се вакцинираат. Бидејќи знаеме какво е балканското поднебе, знаеме кои се главните мотиватори на луѓето во Македонија и верувам дека овие одлуки се донесени само врз база на мотивација. Но исто така треба да знаеме дека во Велика Британија контекстот е еден, а на Балкан и во Македонија контекстот е друг. И затоа разбирам од каде потекнуваат овие мерки, не се согласувам 100%, до некаде се согласувам со делот кој е базиран на наука единствено и се надевам дека ќе водат со некаков плод. Откако коронавирусот зеде голем замав во Гостивар, во аптеките многу барани се брзите ковид тестови, со кои граѓаните сами проверуваат дали се заразени. Сепак со тој резултат, тие не се евидентираат во системот на позитивни и не добиваат решенија за изолација. Останува на нивната совест дали ќе се изолираат или ќе продолжат да се движат меѓу луѓе, ширејќи го вирусот. Гостивар стана жариште на коронавирус со секојдневно рекордни бројки на ново заразени, што ги натера граѓаните да поитаат во аптека. Фармацевтите велат дека има навалица за витамини за подигнување на имунитетот. Многу се трошат антибиотици препишани од лекар како терапија, но и брзи ковид тестови со кои граѓаните сами проверуваат дали се заразени. Во аптеките продаваат по 60 такви тестови дневно. Голем дел од граѓаните кога ќе почувствуваат некакви здравствени проблеми и ќе се посомневаат на коронавирус, се одлучуваат првично на ваков начин да проверат дали се позитивни. Тестовите ги купувале и луѓе кои биле во контакт со потврден заразен. Па сега најмногу се барат витамини. Исто така има побарувачка и за антибиотици, што се препишани од лекар. Повише се бара сумамед, како што беше и порано, тоа најбараниот антибиотик. И брзи тестови сега многу се барат. Па повише од 60 можам да кажам дека има. Низ аптеките во Гостивар се продаваат тестови од различни производители, а цените се движат од 400 денари нагоре. Сепак, резултатот од брз тест е само индикативен, а не и официјален. Оние кај кои ќе се покаже присуство на вирусот не се евидентираат во системот на позитивни и не добиваат решенија за изолација. Она што се поставува како прашање е дали граѓаните чии резултати се позитивни на коронавирус на брз тест купен од аптека, потоа се упатуваат на тестирање во лиценцирана лабораторија. На крај, останува на нивната совест дали ќе се изолираат или ќе продолжат да се движат меѓу луѓе, ширејќи ја заразата. Регионот на Гостивар по број на активно болни е на 3-то место, после Скопје и Тетово, но гледано по број на жители, има највисок процент на нови позитивни случаи. Децениските проблеми со кои се соочуваат православните верници од Тетово се префрлаат на ново јавно предпријатие. Истото го чека многу работа. Изградена капела која се уште не се користи. Нема место на градските гробишта, а локацијата кај Тетовско фалише е без соодветна инфраструктура и црковно обележје. Во услови на пандемија, кога треба да се избегнуваат групирања,
Православните верници од Тетово своите покојни ги чуваат дома до погребување. И покрај завршениот објект на капелата, таа се уште не е во функција поради технички недостатоци. Дополнително веќе одамна нема место на градските гробишта, така што повеќе од една деценија се користи новата локација кај Фалише, но таму нема никакви стандарди. Граѓаните бараат поголема грижа од надлежните. Состојба овде катастрофална, треба човек да се ангажира за да ги одржува ураснате со трава, оградата е на неколку места рушена, иначе со години обеќава властиве, а никако да го решава овој проблем, што е стварно запуштено доста местово. Проблемите се префрлаат на нов правен субјект, одделно од јавното комунално предпријатие, кој треба да изнајде соодветни решенија. Минатиот месец се формирано јавно предпријатие за управување со православните гробишта, кое треба да започне со работа. Во овој момент се врши исправка и доградба на недостатоците кои што беа констатирани и очекуваме дека до крајот на месецот капелата ќе биде пуштена во употреба, при што грижата за управување со капелата ќе биде доделена на новото јавно предпријатие Градски православни гробишта Тетово. Кога станува збор за гробиштата во Фалише, условите веќе се познати кои се таму, но јавното предпријатие во својата приоритетна дејност има управување со овие православни гробишта и секако на прво место урбанизација и соодветна парцелизација согласно законот за гробишта. Дали верниците ќе плаќаат повеќе од како ќе започне со работа новото предпријатие се уште не е познато, бидејќи истото дополнително ќе треба да ја утврди висината на цената и надоместокот за услугите кои ќе ги нуди. Во текот на минатиот месец во Тетово и Тетовско при акцијски контроли биле откриени и санкционирани над 1700 различни видови сообраќајни прекршоци. Во текот на минатиот месец, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, во Тетово и Тетовско, во редовни 50 реализирани акцијски контроли, вкупно откриле и законски санкционирале 1756 различни видови неисправности, односно сообраќајни прекршоци или 1035 повеќе во споредба со истиот период лани. Во контролните активности спроведени во јули, а поради констатирани прекршоци од сообраќај биле исклучени 62 возила. Најмногу од исклучените возила имале истечена регистрација над 30 дена, додека кај 12 возила била утврдена техничка неисправност. Во јули исто така од сообраќај биле исклучени 336 возачи, од кои 168 управувале возило без возачка дозвола, 69 под дејство на алкохол, 69 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања, 22 со несоодветна категорија и 8 со важечка забрана за управување. Покрај тоа, во овој период времено биле одземени 43 возила, 83 возачки дозволи и 36 сообраќајни дозволи, додека Тетовската пајак служба вкупно подигнала 105 непрописно паркирани возила. Предходниот месец биле изречени близу 700 мерки за возачите кои што возеле со брзина поголема од пропишаната. Контролите на брзината со која што се движат возилата продолжуваат и овој месец, информираат од СВР Тетово. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, во јули годинава изрекле вкупно 699 мерки за управување со брзина поголема од пропишаната, односно за пребрзо возење. Најголемиот број од овие мерки се однесувале на пречекорување на максимално дозволената брзина на тетовскиот дел од автопатот Гостивар Тетово Скопје и на влезот и излезот од Тетово. Со несмалено темпо и динамика, контролите на брзината секојдневно продолжуваат и во овој месец, пред се на автопатот, а и низ градските улици, не само во текот на денот, туку и во ноќните часови. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, зашто во спротивно ќе се соочат со соодветни поднесоци со парични глоби, кои за овој вид сообраќајен прекршок се движат од 45 до 400 евра во денарска противредност, зависно од тоа за колку километри на час ја пречекориле брзината. Ова дотолку повеќе
што и минатиот месец најчеста причина за случајните сообраќајни несреќи на тетовските патишта и улици е неприлагодена брзина, односно дури 1/4 од јулските несреќи биле последица на пребрзо возење. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш потсетува исто така да не се седнува зад волан без положен возачки испит, особено немалолетници, бидејќи најригорозно се санкционира секој таков прекршок, ако ја доведува во прашање нивната и вкупната безбедност во сообраќајот. Тетовската планинарка Ирина Дишовска ќе биде дел од експедицијата која што ќе го искачува највисокиот врв во Европа, Елбрус во Русија, кој е на 5642 метри надморска висина. Да, утре значи се упатуваме со авионски лет од Скопје преку Истанбул до Минерални води. Од Минерални води имаме организиран превоз до Терскол, до Азау Валеј, Азау долината и од таму започнува искачувањето на највисокиот врв во Европа. Тоа е Елбрус, кој што е висок 5642 метри. Искачувањето го правам со групата која што бев на Килиманџаро, меѓутоа само изоставуваат двајца од групата, одиме четворица, одам јас со Лазо, со Кире и со Филип. Искачувањето планираме да трае околу 7-8 дена, во зависност од условите кои што нели ќе бидат временските услови на планината. Јас сум била на овој врв во 2017 година, го имам искачено од второбит. Се надевам дека, бидејќи одиме без водичи, јас ќе ја водам групата, се надевам дека со правилна аклиматизација и дека со добро време сите ќе го искачеме врвот и ќе ви испратиме слика од четворицата од највисокиот врв во Европа. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете на нашата програма и имајте пријатен викенд.